الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Najprvi mu izrazуваме благодарност на Аллах Джелешанху, кој ни овозможи да подискутираме малку за неговата возвишена вера Ислам. Истовремено му донесуваме салават и селам, мир и спас и благослов на неговиот последен пејгамбер Мухаммед салалаху алейхи васелем. Нашава вечерашна тема, за која сакаме да позборуваме, гласи меđалисут зикр. Вредноста на седенките каде се спомнува името на Аллах Джелешан. Вредноста на кружоците каде се изучува Аллаховата вера. Бидејќи зикр, меđалисут зикр, седенки на зикр, не се мисли зикр на постојано спомнување на Аллаху Акбар, Субханаллах, Алхамдулилlah. Зикр. Туку зикр е општ поим кој опфаќа сеќавање на Аллах, спомнување на Аллах, возвишување на Аллах, изучување на Аллахова вера. Што тоа значи? Што значи за нас ова седење сега во Аллахова куќа, каде го спомнуваме Аллахово име и каде изучуваме Аллахова вера? Колка е ова вредност? Бидејќи денеска многу луѓе седнуваат по кафани, по чарши, по разни места седнуваат и нивните муабети се дуња, пари и жени. Е колку е вредност да седнеш ти во едно место и да го спомнуваш Аллах Джелешан. Постојат многу бројни хадиси кои не учат и ни даваат до знаење што значи да седнеш и да го спомнуваш Аллах, да ја изучуваш Аллахова вера. Ганиметул муъмин меđалису зикр ал џанне, како пегамбер саллалаху алейхи ва саллем. Пленот, наградата, плодот кој можеш да го стекнеш од овие седенки, од овие кружоци, е џеннет. Ганиме, рекол пегамбер саллалаху алейхи ва саллем. Што е ганиме? Плен. Во војна, после битка, пленот се собирал и се делел на војниците според нивната заслуга. Наш плен, наша придобивка, наш плод, наша заработка од ова наше седење и дружење за возвишениот Аллах тебареке ва таала, што е? Тоа е џеннет, дарус салам, куќа на мир, куќа на спас, куќа на спокојство. Затоа вредноста на меđалису зикр, на седенките каде се спомнува името на Аллах Джелешануху ва Джеле Джелалуху, се бројни. Ние ќе спомнеме неколку. Прво, обилна награда за оној кој ќе седне да го спомнува, да зборува за динот на Аллах Джелешануху. Обилна награда. Инна лилахи малаика сајяхун. Возвишениот Аллах има мелеки патувачи. Знаете што е мелеки патувачи? Мелеки кои шетаат по земја, кои шетаат по улици, по куќи. И што? Јатлубуне меđалиса зикр. И тие мелеки бараат седенки, бараат кружоци, бараат места каде е собран некој народ или група на луѓе кои се сеќаваат на Аллах, кои зборуваат за динот на Аллах, кои ја изучуваат Аллахова книга. Па кога мелеките ќе најдат еден таков круг,
jedna takva sedenka, kada se spomnuva imena Allah tebareke wa ta'ala, togaž melekite sednuvat. I zamisli, dodeka mi je sega momentno stojime ovde u džamija, slušajući gi ove poraki, zajedno okolo nas stojat meleki. Ovdje se zborovi na Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Sednuvat meleki kada što čovjek ili grupa navuče sednale da go spomnuvat imeto na Allah dželešanu. Pa potom melekite odat kaj Allah dželešanu. Za melekite ne je potrebno vreme i prostor. Ti se brzi stvorenja. Odat kaj Allah dželešanu i mu kažu na Allah, Allah gi prašava. Što najdovte? Ti mu kažu najdov me luđe koji sedna zaradi tebe Allah. A da li ti je mene vidjeli? Da li nije sme go vidjeli na Allah subhanahu wa ta'ala? Ne sme go vidjeli. Meleki ti kad, ja Allah, a kamo li ti je da te vidio a tebe? Ako ti je te vidio a tebe, ti je će be ušte poveća agilni i poaktivni vo ibadet, vo slavenje i vo zikr. Pa togaš Allah dželešanuhu im postavio prašanje, a što ti je barat? Mada jes'elun? Što ti je barat? Zašto se mola ti je? Koja je naša da cijelo to vas sednuvanje ovdje? El džennet. Džennet. Pa melekite, mu vika džennet je Allah. A Allah uzvišenio ti veli, pa dobro ti je, da li go vidjeli džennet? Da li nije sme go vidjeli džennet? Ne. Melekite mu vika na Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, ako ti je go vidio džennet, ušte poveće će bidat agilni i ušte poveće će bidat aktivni vo ibadet i vo zikr. A od što barat zaštita? O male snidmu. Od što barat zaštita? Melekit vikat od džehennem. A da li ko vidjeli ti je džehennem? I veli Allah, ovaj razgovor među meleki i Allah. Za kogo? Za nas. I za svite oni koji sednuva da mu pravat zikr i da mu spomnuvat imeto na Allah subhanahu wa ta'ala. Bara zaštitu od džehennem. A da li go vidio džehennem? Ne. Pa kejfe leu reuhu. Melek rikat, o Allah, a kamo će da go vidat? Ako ti je go vidio džehennem, kakove? Ako ti je go vidio džehennem, kakove? Veli Pejgamber sa sallam, jedan zab na čafirot vo džehennem je pogolem od brdo Uhud. To brdo Uhud se nalazi vo blizina na Medina. Brdo Uhud. Jedan zab. Allah će im dade na džehennem lite golema forma i golem oblik za da vkusat golema kazna. I togaš Allah dželešanu subhanahu wa ta'ala ovaj razgovor koji Allah dželešanu go pravi su meleki i Allah uzvišeni tveni ja melaiketi, o moji meleki, inni ušhidukum, o meleki, budete moji svjedoci, enni kad kafartu lahum, ja znam tije koji sednale im prostiv. Na tije što sednale za mene, ja si prostiv, im gi prostiv, njim te gravaj. Ima li pogolema nagrada da Allah dželešanu ti gi prosti tvoji te gravi? A naši greovi koji svakodnevno gi pravime časo usta, časo pogled u gledanje o zabranete raboti, časo raka sa dopiranje na haram raboti i tako. To je nagrada novi međalisu zikr. Novi okružoci, sedenki, kada se veliča imeto na Allah subhanahu wa ta'ala. Zato u drug hadis Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem koji go prenesua Enes ibn Malik, a hadis go prenesua imam Tirmizi, a šejh Albani veli deka hadis hasan, dobar, prihvatljiv. Veli Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem Iza marartum bi rijadil dženne fa'ta'u. Koga će pominete pokraj džennetska bavča, zadržete se, sednete, odmorete se. Kalu ja Rasulallah. Mu rekao ja Rasulallah. Mu rekao Allah Boži Pejgambere. Koja je ta džennetska bavča? Džennet kada je džennet? Na dunji ili na ahiret? Džennet je na ahiret.
Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem im veli na ashabi, koga će pominete pokraj džennetska bavča sednete. Znači džennetska bavča na dunja. Rekao, ali ja Rasulullah, wa marijatul dženne. A koja je ta džennetska bavča na dunja, ja Rasulullah? O Allah, pejgamber, reče hiljaku zikr. Reče kružoci, sedenki, kada se spomnu imena Allah Đelešanu. To je džennetska bavča. Vidjet će ovdje kad sega ima mirna duša. Ovdje kad imaš rahatluk. Ovdje kad imaš lezet. Ovdje kad nemaš s koga da se skaraš. Ovdje kad nema se gibet, nema ozborovanje, nema psujenje, nema vraćanje. Ovdje kad si čisto prisustvo na Allah i na meleki. Znači bavčka, džennetska bavča je ona u kojoj mi momentalno se nađemo. Zar ne smiješ da sedeš u džennetska bavča i da se odmoriš od džennetska bavča i da uživaš od džennetskih bavča? Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem drugi vrednosti i plodovi. Ma dželese kaumun yadhkuruna Allah. Koga jedan narod će sedne da go spomnuva imena Allah dželle šanuhu ve dželle dželaluhu. Hafiyatuhumul malaike. Melekite su nimnite krilja. Melekite su nimnite krilja gi pokrivat. Znači, meleki te pokrivat su nimnite krilja. Wa gashiyatuhumur rahma. I Allah spušta milost. I Allah spušta sekine. Spušta spokoj. Wa dhakarahumullahu fi man indahum. I Allah subhanahu wa ta'ala gi spomnuo ti što sedna nekaj njemu. Ako ti go spomneš Allah sam, Allah će te spomne sam. Ako ti go spomneš Allah vo grupa na luče, Allah subhanahu wa ta'ala će te spomne vo grupa na meleki. Allah će te spomne vo grupa na meleki. Zato međali su zikr, sedenki, kada se spomnuva imena Allah subhanahu wa ta'ala, je golem beređet i golem hajr. Da ne dožime mnogo koliko se vredni ove sedenki, će kažem jedan primjer koji se slučio direktno u Medina i koji je od drugih priliki go imame spomenuti ovaj primjer. I to ovaj primjer go održao imam Hatib vo denna džuma vo džamija od džamijite u Medina. Imam na Hatib znači ono što drži hudba, na hudba vo džuma im go kaže ovaj primjer. Im reče beja dvajica mladići u Medina. Imaše dvajica mladići. Jedni od mladić beše nasočen koli bade na Allah Đelešanu. Trčeše u koja džamija ima zikr, u koja džamija ima Kuran, u koja džamija ima sedenka, u koja džamija ima spomnuvanje na Allah Đelešanu, u koja džamija ima izučuvanje na Kuran, na Božja vjera. A pa drugi od beše diametralno sprotiven. To je baraše kad ima kafić, kad ima sedenki, kad ima čaj, kad ima kahve, kad ima muabeti. Međutim ima samo jedna kola. Ima samo jedna kola. Jedni od brat, baraše kad ima džamija, kad što ima tersovi, kad što ima predavanja, kad što ima izučuvanje na vjera. Drugi od baraše sprotivno to. Jedan den dojde bratom doma i ja prašuva majka mu kada je kolata. Reče ja zede brati. Kada je zamina, kao i sekogaš. Ovo nekoja džamija, kao što se drži ders, kao što se drži predavanje, tamo je. I ovo izleze naluten bratom. Izleze do bara na bratnu, zašto? Za da mu zeme kolata i za da odi nekade da uživa i tako natamo. Barajči go sve do neka stigne do jedna džamija. Koga vleze od džamijata, šejhot drži ders. Okolo njego sobrani muđi sluša ders. I brat od njegov sedna prisuten i sluša ders. I ovaj na vrata mu je stram svega, kako će mu reći na brat odmeđu tog kluđa, daj mi ključ. Pa i to je od stram i to je sednuo posljednji teradovi. I to je sednuo ne da sluša ders. Niti došlo su ta namera da sluša predavanje. Tuku zašto? Došlo da mu začeka na bratot, zašto? Da mu go zeme ključ i da odi po njegovi odpad. Se zadrža koliko se zadrža do neka završi dersot. Od kako završi dersot, mu se približi do brata, to kaže, a ti ne me vrtijeli. Se jari. Da mi je ključevite od kola. Bujno. Bugi dalje. Bratov, lud, nervozen, izlignut od džamija,
vozi brzo i vallahi nastradува во сообраќајна несреќа. Настрадува во сообраќајна несреќа. Овој брат што беше побожен, вели во третата ноќ, после џеназето на брат му, го гледам во сон. Го гледам во сон на мојот брат. Меѓутоа, каде неговото место? Тој зачудено го гледа својот брат во џеназа. А тој не беше од пред дерс, тој не беше од намаз, тој не беше од толку предавање, просечен муслиман. Го гледа во џеннет, во убавини џеннетски. Јахи, брате, како ти достигна да бидеш жител на џеннет? Рече, она што го рекол пегамер е хак. Она што го рекол пегамер се зарем е вистина. Што е таа вистина? Која е таа вистина? Како рекол пегамер саллаллаху алейхи ва саллем? Кога еден народ ќе седне да го спомнува име на Аллах, да изучува Аллахова вера, на крајот Аллах им вели на мелеки, што им вика Аллах? О мелеки, бидете сведоци, куму макфуран лекум. О мелеки, станете. О мелеки, бидете сведоци, дека овие луѓе што се седнати овдека, им ги прости нивните гревови. Па некој од мелеките ќе праша: ја Аллах, добро тие што седнале заради тебе. Меѓутоа после дојде еден друг кој не дојде за дерс. Дојде некој кој дојде по некоја друга потреба. Со него што да правиме? Аллах вели: ла јешка џелусо. И не му простив. Поради што седнал во џамија, кај што седнуваат луѓе да слушаат дерс предавање. Покрај тие луѓе и не му простив. И мене Аллах џелешануху за атерот на тоа седење кој седнав додека те чекав да ти го земам клучот, Аллах и мене ми се смилува, ми прости и ме стави во џеннет. Аллаху акбар. Замисли. Колко е вредно значењето да човек малку седне во Аллахова куќа, да малку се размисли, се одмори од дуњалучките проблеми, искушенија и маки, да седне мало во Аллахова куќа, да го замоли Аллах џелешану за здравие, за беречет и за ред други работи. Затоа седењето во Аллахови куќи, седењето за изучување на Аллахова вера е голем благодет и голем дар кој ние можеме да го постигнеме. Бидејќи пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: мен гада ау раха илел месџид а'адда Аллаху лаху манзилен фил џенне. Човек кој ќе оди до џамија и се врати, за секое одење и за секое враќање, Аллах му припремува куќа во џеннет. За Аллах џелешану не е ништо тешко. Вама залика Аллахи би'асир. За Аллах нема ништо тешко. Само ќе рече кун, фејакун, биди и веднаш ќе биде. Затоа го молиме Аллах џелешану субханаху ва таала ваквите меџлиси, ваквите седенки, ваквите кружоци, да Аллах џелешану ги направи благословени, да бидат од хајр, од берекет за сите нас. Аллах џелешану да ги прости наши гревови и Аллах џелешану да не спомне кај него инша Аллаху таала, да не воведе во џеннетул фирдаус со искрените, со шехидите, со добрите луѓе инша Аллаху таала. Да Аллах џелешану да ги прости наши гревови, свесни и несвесни. Да Аллах џелешану не поучи со корисни работи кои ќе ни користат за дуња и ќе ни користат на ахирет инша Аллаху таала. И наша посебна збор со кој ќе го напуштиме овој дуњалук да биде инша Аллаху таала шахадат ла илаха илlallah ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва ахиру даваана алхамдулиллахи раббил аламин ва саллаллаху ала сајидина Мухаммад ва ала алихи ва сахбиhi аџмаин. Наша посебна дуа е благодарност му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала и нека биде салават и селам нашиот последен пејгамбер и миленик Мухаммад саллаллаху таала алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.